Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Продолжува блокадата кон регионалната депонија Русино. Се намалуваат приносите на мед во Полошко. Протестен марш со автомобили против поскапувањето на струјата. Продолжува блокадата кон регионалната депонија Русино. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар решија рампата да остане спуштена за камионите на Гостиварски комуналец, затоа што деновиве запреле со исполнувањето на барањата на невладините организации. Пристапот до Русино ќе биде блокиран и во следните денови. Граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар реши рампата да остане спуштена за камиони со отпад дополнителни 10 дена. Забраната повторно ќе важи и за камионите од Гостиварски комуналец, додека не се стабилизира горењето на ѓубрето. На почеток се тргна и гледавме дека убаво се работеше. Значи камери се горе поставени, очекуваме до понеделник да се постави интернет за тие камери да бидат јавно во живо или да одат на страница на општинскиот вебсайт. Задоволни сме од тоа што брзо се изреагира и се згасна огнот кој што тогаш гореше, меѓутоа во последниве неколку денови, сега не сум сигурна точно колку, горе не се работи и забележуваме дека повторно тлее чад. Така што можеби тоа беше моментот кој што не доведе повторно да пријавиме блокада и овој пат вклучувајќи го и Гостивар. Се надеваме дека брзо ќе се реши ситуацијата. Во меѓувреме се одржуваат информативни средби и состаноци за да се разгледа состојбата, можностите, понудените решенија, постојниот проект и да се донесе конечна одлука. Вчера вечер се организираше состанок со представници од проектот за управување со отпад што го финансира швајцарската влада и од Центарот за развој на Полошкиот плански регион. Граѓаните поставија прашање дали и кога Русино може да се затвори. Јас клучот депонијата немам. И отварање, затварање на депонија не е така лесно, се има протоколи како се одредува една локација за да биде депонија и како истата се затвара. Значи ние според физибилити студијата имаме век на трајање од 8 години за таа депонија, локацијата Русино. Граѓанските активисти кои од 2 август ја организираат блокадата на Русино се залагаат за затворање и дислокација на депонијата, која со децении го труе Гостивар. Револтот против поскапувањето на струјата граѓаните во Гостивар го искажаа преку протестен марш со автомобили. Рекоа дека ќе продолжат да протестираат се додека не им бидат исполнети барањата. Во Гостивар по трет пат се организираше протест против поскапувањето на електричната енергија. Овој пат своето незадоволство граѓаните го искажаа на поинаков начин, со протестен марш со автомобили. Маршот започна од Гостиварската патарина долж магистралниот пат Гостивар-Кичево се до раскрсницата кај Здуње. За време на протестот сообраќајот на оваа делница се одвиваше отежнато, со застој и го регулираа полициски службеници. Учесниците во протестниот марш уште еднаш испратија порака дека се против поскапувањето на електричната енергија. Ги повторија своите барања да се поништи одлуката за поскапување на струјата, цената да се намали за 46%, да се укине монополот на услугите на ЕВН и да се распушти регулаторната комисија за енергетика. Ово е поред трет протестен марш во кој ќе се протестира во врска со нашите барања што ги имаме претhodно, ќе се маршират со ауто од наплатната рампа до
до Здуње, до селото Здуње. Се додека не се реализира нашите барања, никогаш нема да се откажеме од нашите барања. Со одлука на регулаторната комисија, цената на струјата од 1 август е повисока за 7,4%. Со блокада на автопатот Тетово-Скопје, која траеше половина час, помина вчерашниот протест во Тетово против поскапувањето на струјата. Регулаторната комисија веднаш да ја стави вон сила одлуката за зголемување на цената на струјата и да ја намали за 46%. Второ, владата да го кине монополот на услугите за Евана и да стави крај на нечовечкото однесување кон потрошувачите, како и да го намали данокот на додадена вредност од 18 на 5%. Собранието да ја укине регулаторната комисија за енергетика, бидејќи служи само за апетитите на бизнес групациите, кои сериозно го оштетуваат семејниот буџет на сиромашните граѓани. Последното четврто барање е собранието да формира независен арбитрарен орган, кој ќе го верификува квалитетот на услугите и ќе адресира поплаки на граѓаните на ваквите корпоративни рекетарски компании. Се намалуваат приносите на мед во Полошко. Пчелниот производ од овој регион е надалеку познат по својот квалитет со оглед на бујната вегетација на Шарпланина. Факт е дека климатските промени и пестицидите кои ги употребуваат земјоделците негативно влијаат врз овој сектор. Пчеларите бараат поддршка од државата. Се помалку мед и пчелни производи вадат пчеларите во Полошко. Приносите од година в година постојано се намалуваат поради климатските промени, но и пестицидите кои ги користат земјоделците. Председателот на Сдруженијето град на пчелите Дритон Дикена вели дека ова е тежок период за нив. Кога ние зборуваме со старите пчелари што имале пчели, например, што пчелареле, например, пред 20-30 години, за едно пчелно семејство може би бил 20 или 30-40 килограми на пчелно семејство. Денеска тоа ти е 5-6-7 килограми на пчелно семејство. Значи, последните 30 години има рапидно паѓање на приносите во пчеларството и тоа се поради и климатските промени, пестициди во земјоделство. Пчеларството ќе биде во опасност се додека во нашата земја не се донесе закон со кој ќе се регулира употребата на пестицидите и инсектицидите, но тоа да не биде само фигуративно, вели Декена. Државата треба да ја зголеми помошта за пчеларите, но и да се пошумува со медоносни дрвца. Да има протоколи како треба да се прска. Министерството да ги зголеми субвенциите, да ги зголеми помошта за како ние пчеларите да се бориме и против климатските промени, да се пошумува со медоносни дрвца, да се гради мост за соработка меѓу пчеларите и земјоделците, кој што за мене е многу битен, затоа што тогаш ќе има и повеќе приноси во земјоделството ако се користат како што треба пчелите. Проблем за пчеларите е фалсификуваниот мед кој е нелојална конкуренција не само во квалитет, туку и во цена. Кога ти фалсификуваниот мед нема да го имаш во пазар, ти ќе развиеш, например во Македонија има скоро 10.000 пчелари, ќе развиеш 10.000 семејства. Овој период полошкиот мед се продава по цена од 600 до 1000 денари за килограм. Дикена вели дека треба да се создаде бренд со што ќе биде конкурентен на европските пазари, бидејќи е надалеку познат по својот квалитет, со оглед на тоа дека Шара има разнолика вегетација со околу 2000 цвеќиња. Целосниот разговор со председателот на Сдруженијето град на пчелите Дритон Дикена ќе имате можност да го проследите на крајот од регионалните вести. Фудбалскиот клуб Тетекс после пауза од 5 години повторно ќе игра како домаќин на градскиот стадион во Тетово. После пауза од повеќе од 5 години фудбалскиот клуб Тетекс како домаќин ќе игра на градскиот стадион во Тетово. Тетовци утре ќе го започнат настапот во второлигашката конкуренција со домашен надпревар против екипата на Корап од Дебар, а дуелот ќе започне во 17 часот. Ова после враќањето на Тетекс после 5 години е голем чин и настан за љубителите на фудбалот во Тетово, за самата навијачка група Војводи, а исто така после 5 годишно лутање на фудбалскиот клуб Тетекс повторно се враќа во својот дом
што е тоа голем настан и голем чин и мислам дека Тетекс заслужува да биде дел од овој фудбалски храм, каде што знаеме што представува овој спортски објект за фудбалскиот клуб Тетекс. Мислам дека после големи преговарања, големи убедувања, големи водење на разговори со општинарите, со луѓето, како што градоначалниците, така и со луѓето нејзини што се предпоставени таму, најдовме еден споразум, најдовме една сатисфакција да Тетекс го вратиме во својот фудбалски дом. И мислам дека љубителите на фудбалот нека бидат пресечни дека Тетекс после 5 години се врати во своето, што се вика, огниште, каде што и таму му е местото. Поради пандемијата на COVID-19, овој натпревар, како и сите други во земјава, ќе се одигра без публика и по строго одредени протоколи за заштита на сите учесници. Малку ќе биде штета што оваа сезона ќе се играат натпреварите без публика, но што да правиме, Фудбалската федерација на Македонија заедно со УЕФА, казните се ригорозни, пандемијата си го направи своето, меѓутоа тоа ќе биде можеби единствена болна точка што навијачите нема да го поддржат Тетекс во враќањето назад во својот фудбалски храм. Ќе мора да се придржуваме, значи ќе мора гостинската екипа што доаѓа на пример, ќе мора на секој фудбалер да се измери температура, значи има одредени лица колку треба од домашна управа, од гостинска управа, колку треба да бидат присутни. Значи, се тоа мора да се запази. Значи, тоа се одредени број на лица, вкупно 74. Повеќе од таа бројка не смееме да надминеме. Значи, сакам да кажам дека и еден фудбалер, по второто мерење на температура, да покаже најмалу нешто повише од тоа што е дозволено, треба да се остане од фудбалскиот храм. Од раководството на фудбалскиот клуб Тетекс сметаат дека фудбалерите ќе бидат дополнително мотивирани со играњето на градскиот стадион во Тетово и ќе забележат победа над Кораб во првото коло. По самото враќање, желно го исчекуваат фудбалерите, бидејќи играњето на надвор од овој фудбалски храм, ние видовме овие 5 години што значи да се игра на вештак, што значи да се игра на нерамни терени. Мотивацијата е голема и мислам дека фудбалерите на Тетекс во првото коло со фудбалскиот клуб Кораб дека ќе се 100% мотивирани и сатисфакцијата е голема. Како за нив, така и за нас во управата на фудбалскиот клуб Тетекс, стварно сме пресечни и мислам дека и понатака мислиме дека Тетекс заслужува и дека Тетекс повеќе нема да се помери од овој фудбалски храм. Тетекс последен пат како домаќин настапи на градскиот стадион во Тетово на 1 март 2015 година на дуелот против Шкендија. Потоа клубот од различни причини како домаќин играше на повеќе терени низ државава. Следува разговорот со претседателот на Сдруженијето Град на пчелите Дритон Дикена. Значи, во каква состојба е пчеларството и со какви проблеми периодов се соочуваат пчеларите? Па, како и многу сектори во земјоделството, така и во пчеларството, климатските промени имат големо влијание, пестицидите исто така, што се користат во земјоделството. И приносите во пчеларството како секоја година да се намалуваат. Годинава почна многу добро, но после пак климатските промени го направија своето и како што имам информација, голем дел од пчеларите се жалат дека за ова година приносите се мали. Но не се да кажам до нула точка, но секако пчеларите поминуваат на потешок период. Постои ли опасност понатаму се уште да биде загрозено пчеларството? Во многу европски држави пестицидите што се користат и инсектицидите што се користат во земјоделството и што се штетни за инсектите кај што влегува и пчелата се забранети со закон. Пчеларството ќе биде во опасност до тогаш кога и Македонија ќе донесе закони кај што ќе ги забранат пестицидите, инсектицидите и нанацидите што се штетни за пчелата.
Но не само да се донесе законот фигуративно. Пчеларите и земјоделците што си ги користат овие мора да имат некој мост на соработка и да не информират благовремено кога тие ќе прскат против штетни инсектициди, за ние да може да се браниме за пчелата. Пчелата уствари е голем опрашувач на земјоделските производи и ако е не пчелата и големиот принос на земјоделство нема да биде тоа што е, но кај нас изгледа не дека земјоделците немаат информации или пчеларите немаат доволно информации, но изгледа не функционира тој мостот за соработка меѓу пчелари и земјоделците, а тука секако една мала вина може да има и институциите кои што не земат иницијативи да ги градат таквите мости. Ние често како пчелари јавно критикуваме за штетите што ни се прават во корист на овие пестициди, но не достига тоа почнување да се гради мост за соработка меѓу пчеларите и земјоделците, кој што за мене е многу битен, затоа што тогаш ќе има и повеќе приноси во земјоделството ако се користат како што треба пчелите и ќе бидат поздрави приносите во земјоделството, нема да бидат третирани со многу пестициди. Така да направиме една споредба во предходните години колку килограми мед се вадело, значи од одреден број на пчелни семејства и колку годинава од истите? Значи, секоја година се намалува, за жал. Значи, кога ние зборуваме со старите пчелари што имале пчели, например, што пчелареле, например, пред 20-30 години, за едно пчелно семејство може би бил 20 или 30-40 килограми на пчелно семејство. Денеска тоа ти е 5-6-7 килограми на пчелно семејство. Значи, последните 30 години има рапидно паѓање на приносите во пчеларството и тоа се поради и климатските промени, пестициди во земјоделство, тие што ги зборавме порано. Но секако има можности ова да се подобрува ако има заедничка волја. Што може да се направи? Па да се донесуваат правни законски норми, правни правилници, да има протоколи како треба да се прска. Министерството да ги зголеми субвенциите, да ги зголеми помошта за како ние пчеларите да се бориме и против климатските промени, да има масовно пошумување на местата, на планините, посебно на тие кај што нема доволно зеленило и не да се пошумува со било што, туку да се пошумува со медоносни дрвца. Има земји кај што вакви мерки ги направиле и им бил успешно, например. Кај нас во Македонија растат многу дрвца што се медоносни, како например багрем, липа, костен. Наместо да се пошумува со некакви други дрвца, например, може во мерките на државата да паѓаат овие дрвца и не само луѓето, не само агенциите, не само пчеларите, туку да има масовно пошумување на ридовите со ова е една, например, што може, ова може. После ви кажав да се гради еден мост за соработка, значи има можности да се подобрува. Колку досега државата помогна на пчеларите во однос на субвенции и мерки во земјоделството? Значи пчеларите земат субвенции, тоа не се големи субвенции, но доволни се. Никогаш уствари доволни нема да бидат. Секогаш ќе побараме нешто повеќе, но како и да е, во склоп на програмите на Министерството за земјоделство има доволно програми, доволно мерки за успешно развивување на земјоделскиот сектор, вклучувајќи го и пчеларството. Има субвенции, има разни мерки, например за млад земјоделец, има мерка за самовработување, има мерка за рурална жена, има мерка преку ИПАРТ или преку ИПА. Значи има доволно мерки, но во овие мерки некако не достига, се донесуваат правилници за конкурирање на овие мерки што
не може да ги исполнуваат голем дел од земјоделците, но и пчеларите. Изгледа овие протоколите или правилниците како до овие мерки треба да се прават во соработка со здруженијата, локалните здруженија, за тие да бидат полесни и подостапни за пчеларите. Во Тетовскиот регион колку здруженија има вакви на пчелари и колку пчелари се занимаваат со ова? Па, поточен број има неколку пчеларски здруженија, меѓутоа и здружение Градот на пчелите, што е претежно ново здружение, но со активностите што сме ги имале последните години сме покажале сериозност во работата. Ние го организираме, например, веќе традиционално фестивалот на медот Сладки денови на Тетово, после меѓународниот надпревар за квалитет на медот што првпат се случуваше во Балканот, не само во Македонија, што покажа многу голем интерес кај пчеларите, пошто ние некогаш медот и може да го имаме, ама некако не достига како да го рекламираме, не достига тоа како да правиме наш бренд, со кој ние ќе бидеме конкурентни во европските пазари. Имаме разни активности, например, правиме активности како пчеларите да конкурираат во овие мерките што ги има Министерството за земјоделство. Има доста пчелари во Полошкиот регион. Полошкиот регион е многу разнолик во однос на вегетацијата. Само во Шарпланина се регистрирани скоро 2000 цвеќиња, што тоа полошкиот мед го прави многу квалитетен и е познат не само во регионот, туку е познат во европски граници како мед што е квалитетен. И мислам дека треба да се фокусира од медот, да, од пчеларството, да. Ако добро се развија пчеларство, не само во однос на медот, туку од пчелата да се земе и прополис, и полени, и перга, и пчелен отров, и матичен млеч. Ако овие се комбинират, можат едно семејство благодетно да живе со овие пчели, но секако треба да имаме не само Министерство за земјоделство, не само Сдруженијето, но и локалната самоуправа треба да правиме заеднички програми, посебно за развивање на пчеларството во Шарпланина, пошто стварно би имале еден познат наш мед. Така, познати се благодетите на медот, каква е побарувачката и дали има доволно количини мед да се задоволи? Во однос на побарувачката, да, во Македонија се користи медот. Значи, луѓето се доволно еманципирани за благодетите што ги имат од медот. Има доста побарувачка. Кај нас проблемот прави фалсификуваниот мед. Тоа тебе не само што ти е нелојална конкуренција во однос на квалитетот, туку ти е нелојална конкуренција во однос на цената. Кај нас уште не префункционира системот во однос на тоа како да се бориме сите заедно против фалсификуваниот мед, пошто фалсификуван мед во државата влегуваат од 2-3 држави, донесуваат 2-3 магнати, што ти со борење на фалсификуваниот мед само можеш да му намалиш добивка на овие магнати, што за нив можеби не значи ништо, но кога ти фалсификуваниот мед нема да го имаш во пазар, ти ќе развиеш, например, во Македонија има скоро 10.000 пчелари, ќе развиеш 10.000 семејства. Значи, вреди да се борат 2-3 магнати во однос на фалсификување на медот, за да развиеш 10.000 семејства во Македонија. Како купувачот да препознае дали се работи за природен мед или фалсификуван? Сега има неколку начини тоа како да го пропознае купувачот, но некогаш во тие начини и самиот пчелар не е сигурен дали може тоа, пошто фалсификуваниот мед толку многу се развиел во однос на адитивите, бојата и аромато, што и ние пчеларите некогаш сме во двоумење дали овој мед е фалсификуван или не.
Единственото е анализите на лабораторија, што ние локалните пчелари ги правиме секоја година која го ваѓаме реколтата на таа одредената година и граѓаните да се фокусираат да купуваат мед од локалните пчелари кои ги познават. Каква е цената годинава на природниот мед? Значи цената тука се разликува во однос на регионот. Во Тетово тоа најмала цена на медот е 600 денари, но можеш да најдеш пчелари што тоа го продаваат и по 1000 денари. Во Западната Македонија. Во Источната Македонија цената е многу пониска. Можеби па и пчелари и граѓаните таму не го користат многу медот, што чим сигурно ти намалуваш цена кога немаш доволно побарувачка. Сега кажете ни, вие колку време се занимавате со пчеларството и колку пчелни семејства имате? Па јас веќе 5 години се занимавам со пчеларството, имам 60 на пчелни семејства, значи сум во принцип млад пчелар преку програма на млад земјоделец. Веќе имам 40 години, не можам веќе повтор пат да конкурирам во таа програма. И тоа и беше причината што почнав да се занимавам со пчеларството и сум во тек на растење полека да станем добар пчелар, голем пчелар. Била да се биде пчелар, мора да се сака пчеларството, така? Е интересно, значи јас почнав усвари пчеларство, зема 2-3 кошници само за хоби, само за да поминем времето, но изгледа пчелата го има таа магија што пчеларот одма се заљубува. И пчеларството не е само за пчеларот, не е бизнис, тоа повеќе е љубов, тоа е повеќе како да кажам, страст кон пчелата и го има таа пчелата, таа магија да го тера пчеларот да се заљуби во неа. Благодарам на разговорот. Фала многу. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Имајте пријатен викенд. Пријатно!